утро и од мене, вторник сме и време е да го започнеме денешното издание на магазин. Верувам дека ќе бидам добар домаќин. Од другата страна имам навистина креативна личност, девојка, жена, мајка која што долги години наназад е посветена на модата, во последно време и на инфлуензерството, и сето тоа некако убаво наоѓа да го спои и успева во тоа на сосема различен и незин специфичен начин. Како и да е, викендов беше многу ангажирана околу модните денови кои што се случуваа во Штип и меѓу другото е дел од организацијата. Маја Кикириткова денеска ни е гостинка во студиото и официјално да ја промовираме нејзината најнова колекција, но и да си поприкажеме што се случило во овие 2 години од како не сме видени. Замисли, Маја, 2 години тука не си ни била. Па не си ме поканил. Па може никогаш ти да се јавиш да се поканиш, што? Па ете, следно јас ќе ти се јавам. Знаеш, наши луѓе треба и така. Не мора да се чека само од едната страна. Како си? Утринско супер. Разнесов деца по школу, градинка и еве кај тебе гостинка. Успеа и тоа са бајле. Па да, јас станувам во 6. Браво. Да. Наспана или наспана, секој ден станувам во 6. А си легнаш многу рано? Па си легнувам, да, до 10 веќе сум во кревет. Така да 8 часа ми се доволно за да... Тоа е веќе друго. Да, да. Супер. Знам дека си расположена секогаш за убав разговор, а некако во меѓувреме стварно еден куп работи ги направи, така што има многу поводи за денешно гостување, ама да почнеме од она најновото, твојата најнова колекција која што всушност ја промовираше на Штип Fashion Days, кој што се одржа викендов. Како си помина, ги собрали импресиите, вака успеа или уште си во бунило? Колку можам да сумирам, колекцијата реално се спремаше доста долго, заедно со целокупната кампања и некако мене ми легна целата идеја околу сето тоа како треба да се испрезентира, која е пораката на самата колекција. Но искрено да бидам, прв пат се наоѓам во улога на дизајнер и организатор и многу напорно ми дојде да направам еден баланс помеѓу едното и другото, за да може и едното и другото да биде сработено како што треба. А згора не се па и домашни обврски? Да, тоа некако овие неколку недели ги оставив на мирување, па сопругот беше тука да помогне околу се. Супер, супер. Кога се има помош, веројатно е многу полесно, нели? Па да, кога се прави баланс и кога се има разбирање, се е поинаку. Тоа е најважно. Ќе позборуваме малку подоцна околу семејниот момент и што заклучи сега вака, организатор или дизајнер, што е полесно, што е потешко? Па, знаеш како, јас секогаш викам дека кога работата се работи со љубов, нема тешка работа. Доколку сакаш да ја работиш и да ја сработиш, за мене барем, пошто јас уживам да работам и мене тоа ми исполнува, јас сум несреќна кога немам работа. Не постои тешка работа доколку навистина го сакам тоа што го работам. А сум човек што не прифаќа работи кои што не може да ги сработи и кои што не одговараат на мојот сензибилитет, така да работата воопшто не ми представува никаков проблем. Веројатно таа селекција со текот на годините се изострува, нели, сенсот за што точно да се избере, што да се одбие така натаму, но во досегашната твоја кариера, бидејќи долго време функционираш на модната сцена кај нас, има ли проект, има ли некоја задача која што си сакала, што си ја прифатила од после? Па сигурно има, сега во моментов не можам да се сетам, но постои, 100% постои, затоа што знаеш како, сите ние учиме од своите грешки. На почеток можеби сум прифаќала се затоа што сум мислела дека тоа е вистинското, но подоцна сум сватила дека имало некој проблем со сето тоа во сама реализација или до тоа како е прикажано сето тоа. Така да имало доста грешки, не можам да кажам дека немал, никој не е совршен, но како што и самиот кажа, со тек на години секоја индивидуа се изострува, сетилото за естетика ми е многу изострено, така да внимавам сега што ќе прифатам и како ќе го испрезентирам сето тоа. Веројатно искуството многу и помага на интуицијата во овој период од животот. Да. Годинава јубилејна бројка години?
Да, годинава во декември 40. 40. Да, ќе правам журка, ќе те поканам. Одлично. Некаде 27 декември, ако не се лажам. Го знаеш ли роден денот? Па да. Да, 27 декември, да. Истражувам за гостите. Па супер. Слушај, мора да ја раскажеш приказната како Маја го носи името по пчеличката Маја. По пчеличката Маја, ово имам кажано неколку пати. Брат ми, пошто имам постар брат 3,5 години од мене, кога сум се родила, мајка ми и татко ми го прашале, а како сакаш да се вика сестрата? И тогаш во тој период во етер одел цртаниот филм Пчеличката Маја. Не знам колку се сеќава публиката на цртаниот филм. И он, значи, како од пушка кажал Пчеличката Маја, сакам да се вика Пчеличката Маја, така да по Пчеличката Маја всушност го имам добиено име. Ама таа знам дека била многу вредна. Па ете, јас не било случајно ништо. Пчеличка. Така си е. Одлично, интересна приказнава, баш прееска се подсетив на тој момент и викам ајде да ја споделиме уште еднаш. Направено многу добро видео за твојата најнова колекција, која што е снимено низ ходниците на фабриките, на поле и така натаму. Ќе го раскажеш процесот, бидејќи знам дека многу долго траеше, ама веројатно резултатот вредеше, нели? Вака се, значи, за тоа видео буквално сонував долго време и знаев дека еден ден треба да го реализирам. Снимам доста видеа, но ова не е видео кој што е класичен рил формат кој што се објавува на Инстаграм. Буквално со продукцијата која што работевме, тоа е филмска продукција Зенит, имавме процес на одобрување на целото сценарио од идеја до сама реализација повеќе од месец дена. Вау, кој го правеше сценариото? Режисер Бакутан. Аха, да, значи дел од буквално Зенит. се одеше Дел од Зенит продукција. Со тоа што јас и сопругот му кажавме правци во кои сакаме, нели, да се движи видеото, да ја долови целата тема, целата идеја на самиот процес на создавање на колекцијата, бидејќи не знам колку луѓето се запознаени дека моите колекции се изработени од 100% природни материјали, воопшто не употребувам синтетика и навистина се борам да се отргне тој полиестер и таа пластика и нафта од самата облека, бидејќи штетно влие пред се за самите луѓе, а понатаму и за загадување на животната средина. Му го кажав сето ова во неколку реченици, буквално луѓето седнаа, дадоа цел концепт, сценарио. Јас знаев дека ќе биде така, нели, бидејќи работиш пред се со професионалци, со луѓе кои што работат на филм, но искрено не очекував толку добро да доловат се што замислив. Секоја секунда, секој кадар е доловен. Звукот кој што го има во позадина и самото зборување кажува многу за приказната, доколку имаат луѓето, нели, прилика можат да го погледнат ставено кај на мојот Инстаграм профил и на профилот на Елеазар. И навистина сум презадоволна од сето тоа што се сработи. Сето траеше 13 часа, буквално 13 часа се снимаше видеото, се снимаше во фабриката каде што се произведува мојата колекција, бидејќи самиот процес на создавање на колекцијата е од ткаенина до готов производ. Буквално ткаенината ја произведуваме овде во Македонија, па потоа се фарба со органски бој во боја која што јас ја одредувам. Нормално се изработува шаблон, прототип, се шие и се добива тој финалниот производ. Вау. Да го дзирнеме видеото. Ајде. И ќе ги кажеме деталите, може? Може. Ајде, и со музика и со глас. Може. Тоа е тоа. 13 сати за колку минутка? За 55 секунди, да. 13 сати снимање. Најголем впечаток ми оставија луѓето од сферата на филмот, кои што доста луѓе кои што се занимаваат со оваа работа, а се мои познаници, ми пиша и ми се јавија за да ми кажат дека сме сработиле едно неверојатно дело. Мене како да ти кажам, тоа не ти е верно. Не ми е верно, мене солзи на очите ми дојдоа прв пат кога го видов видеото. Затоа што навистина се вложив во сето тоа, навистина се потрудив
и навистина ми значат сите коментари од сите луѓе. Вау. Од многу рано снимавте, нели? Да, станавме во 5 часот. Мислам, станав во 5 часот да бидам на шминка и фризура. Не работен ден беше ова за Не, беше вторник или среда, така. Аха. Да. Беше, да, луѓето во фабриката беа таму, но баравме кадри каде што, нели, во моментов таму нема луѓе и во погонот практично каде што се шие снимавме после 3 часот кога луѓето си отидоа дома. Прекрасно. Маја, како се стигнува до ваква колекција? Колку искуство наназад, колку знаење, познавање, идеи, колку луѓе се потребни, познаници и така натаму ресурси за да се направи на ваква колекција? Тоа е сложен процес, не е туку така. Тоа е навистина сложен процес, но годините наназад ме имаат научено и како се, нели, нормално прави сето тој процес. И всушност самите контакти кои што сум ги остварила со луѓе ми помогнале во целиот процес на самата колекција, на реализација на видеото, буквално на се што сработев еве овој период. Дел од колекцијата е и овој джемпер или како да го насловиме? Па така, елек джемпер, рачно плетен. Рачно плетен, да, тоа сега да те прашам. Имаш вклучено и таков момент. Колку кај нас имаш чувство дека се цени рачната изработка? Колку може да се наплати тој труд онака како што треба и онака како што би бил во странство? Па еве вака, например, јас во недела ја пуштив вечер колекцијата и до вчера имав доста нарачки од хендмейд плетените работи, кои што се реално многу повисока цена од колку обичните, но не може да се наплати како што ќе се наплати во странство. Затоа што знаеме колку чини рачната работа. Но сепак сакав да дадам белег и печат на самата колекција и сакав да внесам нешто кое што е од нашата традиција, нешто кој што полека умире и сите го забораваат, а треба да си ја гајме традицијата, затоа што секој странец кога ќе дојде во Македонија цени тоа што нашите предци работеле, само ние тоа не го цениме. Да, за жал, ама мислам дека со овакви моменти веројатно ќе биде еден добар потсетник за тоа како треба да ги цениме тие работи. Па да, кога ќе се вклучи тој модниот момент, ќе изгледа модерно, дизајнерско, мислам дека секој би прифатил да носи такво парче. Бидејќи сите сакаме нешто што е квалитетно да носиме на нашата кожа. Значи сепак се до тоа како ќе ги спромовираме работите. Да, 90% е маркетинг. Да, јас тоа секогаш го зборувам и ќе го зборувам. А кој ги плети? Имам тим на жени кои што плетат и ги ангажирав и ги работат сите плетени работи. Ова е многу супер момент, бидејќи е општествено одговорна работа на некој начин, или бидејќи овозможуваш дополнителен ангажман на некој кој што го има тоа искуство и го има тој талент. Вака сега, се што правам практично во колекцијата е производство во Македонија, од ткаенина до готов производ. Така да, како што кажа, општествено одговорна работа и целиот буџет се врти и останува во државата. И тоа ми е многу битно од целата приказна, да производството да не биде некаде на страна, па само овде да се продава. Единствено свилените марами од претходната колекција беа производство во Италија, затоа што во Македонија никој не можеше тоа да го сработи. Така. Комплицира понекогаш нашава земја во тој поглед да си иновативен? Па комплицира, еве конкретно за свилени марами не можев да најдам штампарија која што може да ми ги испечати во такви формати јас како што замислував. Практично свила не печатат во Македонија. Тука е проблемот. Па морав да го сработам сето тоа во Италија во Прато. Како помина тој дел со марамите? Многу беше конфузно, значи имам една колешка и другарка од факултет. Она живее таму, исто нели работи во модната индустрија и она ми го водеше целиот процес, но реално бевме постојано на телефон. Мислев дека Италија функционира многу поразлично од кај нас во поглед таква е перцепцијата. Да, во поглед на се, во поглед на временска испорака на
на работите, но изгледа сум се излажала. Чекај, во смисла сакаш да кажеш дека не сме далеко од Италија? Не. Значи, стварно? Да. И таму се И тоа достанеше буквално беше пошто Прато е текстилен град, буквално Гучи фабриката се наоѓа во Прато. Тоа е покрајна на Фиренца. Во најдобрата штампарија го работевме ова. Која што печати зборам за Гучи, за сите италијански брендови. И сега ако најдобрите се добро, кои беа предизвиците таму? Може би јас дека од момент. странство, па може би некоја мала серија, па не ме гледа како голем залак, така да кажам, па така се однесувале. Тоа сега да прашам, имаше ограничување колку треба минимум? Да. Минимум имаше ограничување од 100 метра да се испечатат. Ти беше малце страф во смисла на количината која што треба да се направи? Не, воопшто. Или не? Не, воопшто не ми беше страф. Еве, ова е трета колекција како ја работам. Буквално првите две се скрос распродадени. Од втората има некои мајци чисто 20 на останато. Сега ја пуштив и третата, исто се продава супер, еве веќе втор ден. Марамите имаше доста количина реално од марамите, но 80% се продадени, така да мислам дека пак ќе се навратиме на тоа, кога ќе се направи добар маркетинг и кога ќе се има квалитетен продукт, ќе се продава. И најмногу што ме радува е фактот дека клиентите се враќаат повторно да купат. Значи се задоволни од продуктот. Тоа е најтешкиот момент. Да. Ако се врати клиент, тоа значи дека стварно е имам доста клиенти, значи кои што повторно се враќаат и купуваат буквално од сите колекции. Замислуваш ли некогаш дека ќе го живееш моментот да правиш колекција, при тоа да не биде тоа custom made, односно персонализирано по нарачка, и дека едноставно тие се моделите, тие се парчињата, си бирате само бројче и тоа ќе функционира кај нас? Па тоа ми беше и првичната замисла, бидејќи јас не сум особа која што сака да работи custom made парчиња. Јас работам за мене, за некој настан, за некој близок кој што ќе да му направам, но не сакам да работам custom made, јас сакам да работам парчиња кои што луѓето ќе може да си ги купат и да ги носат. Не застанувам овде, целта ми е многу подалеку, ова е само старт во Македонија, па здравје ќе се шириме и на Балкан и во свет. Одлично. Ова освен енергија бара ли финансиска подкрепа? Бара многу финанси, многу поддршка од околината, буквално од сопругот. Јас имам целосна поддршка и он е вклучен во целиот бренд, така да заеднички ние го работиме, бидејќи јас сама како индивидуум, јас не можам да сработам и креатива, и логистика, и испорака на пратки, и фирма, и се. Значи, мора да биде тоа тимска работа. Зема ли процент? Како прашате него? Немам телефон, одма ќе го поваравме сега во живо. Кога веќе го споменавме на сопругот, твоите деца знаеш често пати да ги вклучиш вака во однос на видеата, посебно Киркичката. Имавте еден многу добар момент кога ја дониравте низината коса за онколошките пациенти. Колку ти е важно твоите деца во ова ново модерно време, нели на Инстаграм, на Фејсбук, на социјални мрежи, да растат со мама, ама да ги впиваат оние позитивни страни на сета таа виралност на интернет? Многу работиме на тоа, затоа што ако ги оставиш децата сами на себе, многу голем проблем во иднина може да настане. Јас слободно можам да кажам, Лазар ќе наполни 8 години, Ева ќе наполни 6 за некој месец. Моите деца до ден денес немаат телефони, не гледаат телефони. Тоа е све лимитирано доколку ние им дозволиме пола саат да се игра некоја игрица али тоа е еднаш неделно, за викенд обично. А не викаат другарчињата има? Бара многу на почеток, но јасно дадовме до знаење дека они се мали, дека не треба да имаат телефони. И бара, и сака, и тој имаше и вриштење, и пиштење, и плачење, но јас и сопругот стоевме на тоа дека не треба да се даваат телефони и они се мали за да примаат се што е сервирано на социјалните мрежи. Така да имаме целосна контрола што работат и како работат, што гледаат и како гледаат. И мислам дека сум на прав пат во однос на тоа. Може би грешам, не знам. Може би моите деца не научиле англиски од телефони, ама затоа одат на курс на англиски, па ќе научат, затоа што
На Лазар генерацијата 90% од децата зборат перфектно англиски, али он оди на курс, бидејќи он не гледа телефони за да може да научи англиски. Али ќе научи, мислам, сите знаат англиски во денешно време, мислам, јас не познавам никој кој што побрзо се раѓаат со англиски отколку со Да, токму така. Така да пред се на децата сакам да им метнам една емпатија, да им метнам нешто кое што ќе остави белег и ќе знаат да почитуваат луѓе пред се, бидејќи се соочувам со секојдневни ситуации каде јас се воодушевувам од нивната реакција, како они реагираат на некои мали нешта и како они реагираат на нешто што се случило. Конкретно еве вчера во кола се враќам, еве ја земав од градинка, мама што имавте за ручек? И ми кажува и вика, ама јас месото не го изедов. А зошто не го изеде? А ти на мене да ми кажеш зошто ги убиваат животните? Јас не сакам да ги убиваат. Тие се за галење, значи дете од 5,5 години. Тие се за галење и не треба да се убиваат. Значи ние дома нит сме вегани, нит сме вегетаријанци. Многу сакаме животни, сите изборуваме за животните, но ние на оваа тема немаме зборувано за убивање на животни, за нејадење месо. Сама резонирала. Сама резонирала, да. Зошто е сето тоа така? И така беше тажна и вика јас не сакам. Викам добро, тоа е твој избор. И јас си објаснив зошто е добро да се јаде месо но сепак тоа е избор на детето. Јас ако она направи прав избор, јас не можам да ја кажам не, тоа не е така. Можам само да ја насочам, но во животот децата потоа се го бараат својот пат. Браво. На 5 години. На 5 години, да. Ова вчера ми се случи. Да бевте вегетаријанци, ќе го сватев апсолутно моментот. Да. И јас не знам од каде е сето тоа, но вистина не знам. Браво. Браво за моментот. Активна си и со инфлуенсерството. Тоа е збор кој што инфлуенсери. Кој што луѓето не можат да го сварат. Да го сварат. Да. Од што се заработува повеќе, од мода или од инфлуенсерство? Искрено? Да. Од инфлуенсерство. Да, се заработува. Многу се заработува ако ги имаш правите клиенти и ако работиш квалитетно. Јас зборувам за мене, не знам за другите, но се заработува. Јас всушност како почнав да работам како инфлуенсер? Јас почнав да си ги презентирам моите колекции. Научив како се прават видеа, како се монтираат видеа, ова беше пред не знам неколку години, и почнав да снимам рилови дома со телефон и си ги постирав кај мене на профил. Така ме препознаа маркетинг агенциите и почнаа да ме ангажираат. И всушност јас така станав инфлуенсер, јас не бев инфлуенсер, јас се презентирав. И тоа имаше на ум да одеш во таа насока, нели? Па не, нема воопшто никаква замисла да одам во таа насока. Но тоа го правев за да го продавам мојот продукт. Но кога видов дека ме ангажираат маркетинг агенции, кога видов дека успешно го работам тоа што го работам и дека се заработува, продолжив во тој правец. Одлично. Предпоставам дека ти е еден нов предизвик, иако веќе не си нова во тоа, но нели еден нов предизвик, бидејќи таму веќе многу различни генерации и профили на луѓе се активни. Тешко ли е да се биде во таа трка? Па знаеш како јас тоа не го гледам како трка? Јас секогаш кажувам, дај Боже сите да работат и сите да имаат, ќе се оддели конкуренцијата кој е подобар и кој е полош. Јас не се плашам од конкуренција, напротив, јас навистина сакам сите да работат и да има конкуренција, здрава конкуренција зборувам. За и тебе да те инспирира. Затоа што уште повеќе ќе ме мотивира да работам уште поквалитетно, затоа што ќе знам дека некој сработил добро и ќе си речам, да, јас можам уште подобро да го сработам сето тоа. Добро е да се има здрава конкуренција, само кој како тоа го разбира. Така си е. 3 работам, и професор во Приштина, и брендов, и инфлуенсерство. Така да правам некој баланс. Па да. Се балансира. Да. Браво. Што следно периодов? Ќе има ли нешто што ќе изненадиш пред нова година? Посигурно ќе има многу проекти, затоа што пред нова година секогаш има премногу настани, премногу проекти. Малку можам да здивнам сега од обврски, така можам да кажам, затоа што завршив со Штип Fashion Days, завршив со колекцијата и сега можам да се фокусирам на дополнителни работи кои што следуваат. Знаеш што ми избега преска мислата, ама сега ми текна
Има ли проект со инфлуенсерство кој што си го наплатила онолку колку што и самата не си верувала дека може да се наплати? Да, има. Тоа е првиот мој проект. Стварно? Да, првиот кога побарав сума на пари и кога ми рекоа во ред нема проблем. Јас бев изненадена и кога му кажав на сопругот и ми рече ти да не си грешка, да не има помалце нула. Да не, ај провери го мејлот, види нешто грешка да не си напишала. Јас викам не, таа сума ја побарав. Тебе некој ќе ти даде то, затоа што јас не знаев како се наплаќа. Тогаш тоа беше првиот проект. И тогаш сватив дека доколку нудиш квалитет, можеш да побереш солидна сума на пари и да биде исплатена. Вау. Ова е интересно. Да, има. Тоа буквално првиот проект беше тоа така гламурозен, така да кажам. Од незнаење ја даде таа сума или од моментот дека може ќе се откажат па нема да... Не, се исконсултирав со инфлуенсер кој што е многу подолго во овие води и се исконсултирав за која сума да ја поберам, бидејќи јас не знаев, затоа што не работев на проекти, не знаев која сума да ја поберам. И без пардон, без усул ми кажа и јас сум вечно благодарна на таа особа. Одлично, ти благодарам многу за денешно гостување, многу брзо ни помина. Благодарам да се гледаме на за убави работи, остани вака активна на 500 страни и се гледаме во нека следна прилика сигурно. Ти благодарам уште еднаш. Ете така, за крај ќе одиме со Павле Камиловски, да си моја ти, нешто така елегантно и убаво за во вторник. Останете на Сител, се гледаме од утре со магазин. Чао.